Ова акутна кризна фаза во односите на владините коалицијски партнери беше предизвикана од 5000 амандмани што ДУИ ги поднесе за предлогот за воведување една изборна единица, кој го туркаат помалите партии, а ја има поддршката на СДСМ. Премиерот Зоран Заев прв пат јавно ја доведе во прашање одржливоста на партнерството. Кога гледаме дека има 9000 амандмани од ВМРО ДПМН, ДУИ поднесол 5000 амандмани, колку што ми кажа. И ако тоа го знае ДУИ дека поднесол ВМРО ДПМН 9000 амандмани, а тие поднесуваат 5000 амандмани, а се партнер во владата, прво јас можем да разберам после и нашите презентации колку тоа добива и ДУИ, колку добиваат албанците во државата генерално, сепак да го поднесат тоа, кажете ми вие што да мислам. Што да мисли народот, коалицијата, колку тоа е одржливо или не. Навистина ова е сериозна причина за сериозни размислувања, кои што Социјалдемократскиот сојуз ќе ги отвори. Оваа реакција на ДУИ воопшто не се однесува на СДСМ, на некакви меѓукоалицијски односи, се однесува на фактот дека ние нема да дозволиме бројот на пратеници албанци да падне заради изборниот модел. Така да тој предлог да го имаше и некој од ДУИ, ние ќе реагиравме исто, и од ВМРО ќе реагиравме исто. Амандманите на предлог измените на изборниот законник се последниот во серијата настани во кој ДУИ како да поставува дистанца кон СДСМ, а се доближува кон ВМРО ДПМН. Но му предходеше изгласувањето на Селима Демис со помош на гласовите на ВМРО ДПМН за член на судскиот совет, но не и на Павлина Црвенковска предлог на СДСМ. Јавноста ги памети играриите на пратениците на ДУИ на спикерот Талат Џафери со давањето или поточно недавањето согласност за притворање на Трајко Велјановски и Љупчо Димовски. ДУИ од позадина долго се противеше и на разрешувањето на Јово Вангеловски од челната позиција во Врховниот суд. Од тука, прашањето е дали коалицијата на вистина е сериозно разнишана или станува збор за предизборно позиционирање на партиите. Апсолутно не е предизборна реторика и да покажеме дека односите не ни се сјајни. Мене како и подпредседател и пратеник, јавноста ме познава дека долго време алармирам дека нешто не е во ред во нашата коалиција и соработка. Знаеме дека во тој дел од односите најголем губитник, за жал, во јавноста испаѓа дека е Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, поради начинот на кој што беа навикнати во минатото да владеат, односно раководат со институции токму кадрите на ДУИ. Сега гледаат дека немаат простор, не им се дава на тој начин да ја практикуваат власта и имаме изјави од типот на вице-премиерот Бујар Османи кој што вели дека со СДСМ имаме тешкоти, а со ВМРО беше многу полесно, односно тие се многу попрактични. Што тоа значи? Дека беа практични во крадењето, во плячкањето на државата, беа попрактични во инструирање, односно и во монтирање на судски процеси, во што беше попринципиелна, односно попрактична таа нивна коалиција во нивно време. Значи и они не кријат дека подобро, односно повеќе би сакале да бидат со ВМРО ДПМН, односно со СДСМ, отколку со СДСМ. А тоа значи дека има сериозна опасност да се распадне владеачката коалиција СДСМ ДУИ во овој период? Ја ако се прашам, таа требаше да се распадне многу порано, лично. Но тоа се проценки на раководството на партијата која што сериозно треба да седне и да ги разгледа односите. Штом воопшто не дошла ситуацијата Ахмети и Заев да се слушнат за овие последни разговори, тоа значи дека функционира нормално. Бидејќи кога ќе има таква ситуација која што би го фатил радарот на двајцата лидери, сигурно би се слушнале и би се обидели да го надминуваат, така да функционира нормално. Откако во аргументацијата за и против една изборна единица, симулациите покажаат дека албанците не само што не губат, туку и добиваат еден мандат плюс, ако за основа се земат изборите од 2016-та, вице-премиерот Бујар Османи денеска смисли нов елемент во одбрана на 5000 амандмани. Зборува за изборен праг, иако тоа воопшто не е дел од предлог решението доставено во собранието. Јас прочитав некои наслови, дали сум изгубен во бројките, да не, можеби
сме изгубени во прагот. Нема една изборна единица без изборен праг. 3 или 5%. Правете математика со 3 или 5%, ќе видите дека албанците ќе добијат 16 пратеника со овие резултати. Така да математиките се правени нестручно и несоодветно кога се демантираше тоа што јас го кажував. Јасно е дека албанците губат од една изборна единица. Апсолутно не е точно. Единствени што би изгубиле ДУИ, а би добиле албанците, односно граѓаните на Република Северна Македонија. Они се плашат од една изборна единица очигледно и затоа повторно координирано со ВМРО ДПМН го блокираат овој закон. Бројки се во прашање. Очигледно они го немаат прочитано ниту законот. И не гледаат дека нема нигде праг кој што би невозможил некоја политичка партија да влезе во собрание доколку не освои одреден број гласови. Според моделот кој што е предложен, албанците, односно албанските политички партии само може да добијат плюс пратеници, а во ниту еден случај да изгубат. Апсолутно, ноторна лага е дека може да изгубат точно до 10 пратеници. Тоа да го зборува некој политички аматер, би рекле, окей, не ги познава работите. Го изјавува Бујар Османи, кој што е вице-премиер и долго години во политиката, е апсолутно нејасно. За позадината на тензиите меѓу СДСМ и ДУИ ги прашавме аналитичарите Петар Арсовски и Джелал Незири. Хроника на еден најавен развод. Вака политичкиот аналитичар Петар Арсовски гледа на актуелните односи меѓу владините коалицијски партнери СДСМ и ДУИ. Тој смета дека има стратешки несогласувања меѓу нив кои овој период ескалираат. Се сеќавате на расчленувањето на Јово Вангеловски од Републички судски совет, одземањето на пратеничкиот имунитет на Трајко Велјановски, сега законот за јазици, сега законот за една изборна единица и така натаму. Повеќе суштински инциденти се кои изгледаат како работите да се движат во правецот во кој го спомнувате. Меѓутоа сепак мислам дека се тоа симптоми на еден посериозна дискрепанца помеѓу владните партнери. Во основа, на ДУИ не му одговара македонски партнер кој зема албански гласови. На ДУИ му одговара македонски партнер кој е, условно речено, поалбанофобичен од што ДУИ, бидејќи таквата позиција на македонскиот партнер бутка гласови во етничкото конто и ја засилува позицијата на ДУИ како најсилен заштитник на албанските интереси. Новинарот и политички аналитичар Джелал Незири смета дека оваа коалиција уште на почетокот била неприродна, но се формирала поради заедничката евроатлантска агенда. Вели и дека дополнително СДСМ и направи голема штета на ДУИ со објавувањето на дел од бомбите за нејзини функционери. Unë mendoj se BDI-a nuk do t'ja falë DSDM-s çështjen e dëmtimit ose degradimit të rejtingut saj në opinionin shqiptar me publikimin e të ashtu quajturave bomba dhe ky tension dhe ky qëllim i BDI-s për një revansh ndaj LSDM-s mendoj se ka qenë gjithmonë i pranishëm edhe gjatë këtij koalicioni qeverisës. Dhe këto marrëdhënie midis dy partive politike mendoj se janë marrëdhënie të cilat i bashkonte vetëm një interes, pra zgjidhja e çështjes së emrit dhe integrimi i vendit në strukturat euroatlantike dhe tani me formalizimin e antarësimit të vendit në NATO dhe mbase edhe vendimit për çeljet negociatave me Bashkimin Evropian, mendoj se edhe këto dy parti do të marrin rrugë të ndryshme. Но не само поради малкуте точки што ги поврзуваат. Според аналитичарот Арсовски, на ДУИ и стратешки повеќе му одговара ВМРО ДПМН како коалицијски партнер. Ети ВМРО ДПМН не претендира на албански гласови, тој простор му го остава бришан на ДУИ. При тоа, бидејќи за албанците ВМРО ДПМН е условно речено анатемисана македонска партија, во таква ситуација ги прави албанските гласачи поавторитарни, да бираат посилен еден партнер кој би можел да се спротистави на македонскиот партнер. Во таа стратешка смисла на ДУИ повеќе му одговара ВМРО ДПМН како коалиционен партнер. На исто гледиште е и аналитичарот Незири, но тој смета дека повторна коалиција меѓу СДСМ и ДУИ е возможна само под еден услов. Pas zgjedhjeve, ne
Edim se bizotrójne interesate jo ideologjit, programet e kështu me radhë. Pra, pas zgjedhjeve mund të kemi edhe koalicione të ashtu quajtura jo parimore, me qëllim që partitë të marrin pjesë ose të bëhen pjesë e koalicionit qeverisës. Dhe në këtë drejtim unë nuk përjashtoj që nëse LSDM-ja fiton në blokun politik, kushtimisht thënë Maqedonas, dhe në anën tjetër ka nevojë për votat e BDI-s, nuk përjashtohet që ky koalicion në këtë formë turbulente dhe të vazhdojë në të ardhmen. Премиерот Заев не беше до крај јасен на кој ниво би го отворил прашањето за одржливоста на коалицијата со ДУИ, но ако смета дека таа е сериозно подкопана, логично е за тоа да разговара со лидерот Али Ахмети. За сега нема најава за таква средба, барем не во јавноста.